гледа дека во Македонија вакви глупости прави, вакви уредувања на не. Вика, хајде да не е, вика, во друг закон е нешто уредено, потоа не сме го знаеле во другиот закон. Во истиот закон, односно во измени на закон. Обуката е намената за дел од вклучените чинители во развојот и напредувањето на безбедноста и здравјето при работа во Република Македонија, а тоа се представниците на синдикатот, представниците на вработените од компаниите во кои нема избран синдикат, како и за представниците на вработените за безбедност и здравје при работа. Секој од чинителите, па и на овие што ги споменав, неопходно е да земат активно учество во креирањето на политиките за управување, за воспоставување и управување со системот за безбедност и здравје при работа, а се со цел низино напредување, тоа само по себе подразбира и зачувување на психичкото и физичкото здравје на работникот и секако добрата на работодавачот. Самото информирање на нив ќе се зголеми улогата, нивната улога. Тоа значи дека тие се дел од вработените, тие се дел што живеат цело време го поминуваат заеднички, тие разговарат помеѓу, тие добиваат доверба еден со друг. И многу е добро нивниот глас да се слушне, а тој е глас на самите вработени. Како што вработените се опатени по сите опасности и штетности на своите работно место, не е друг. Колку и да се менаџерите, професионалци, тие никош немат одговор на секој време да ми одговарат на работа. Придобивката од посетата на оваа обука, односно таа презентација која што очекуваме да побуди интерес и да побуди на интерактивност, е во поглед на препознавање на раните знаци на појавата на стресот и неговите ефекти врз здравјето, алармирање за тоа кај претпоставените, препознавање на знаците помеѓу вработените, значи еден со друг, исто така алармирање за можните ефекти, значи препознавање во поглед на отсуство од работа, здравствени проблеми од тип на зголемен крвен притисок, појава на гастрични тегоби, кардиоваскуларни заболувања и оно што се вика многу популарен во последниве 2-3 години, синдромот на согорување, значи препознавање на првите знаци на синдромот на согорување, кој што е дефиниран според одредени критериуми од психолозите и од лекарите специјалисти по медицина на труд, односно препознавање на барем еден од неговите знаци и превенција на понатамошните оштетувања, односно превенција прво на појавата на синдромот на согорување, на бърнаут синдромот и негативните ефекти, последици кои што понатаму не се само здравствени, имаат ефекти врз социјалниот живот, врз семејството и така натаму една целокупна интеграција во општеството на самите работени. Добивката од учеството на представниците на работниците и на синдикалните представници е во секој случај голема, затоа што тие се стекнуваат со знаење и вештини како да препознаваат ризици практично, односно отпочнавме процесот всушност како тие да препознаваат ризици на терен, како активно, позитивно да учествуваат во изработката на документот проценка на ризик со своји мислења, ставови, а пред се издржани и аргументирани.